118 години од смртта на еден од најголемите македонски национални херои Гоце Делчев, човекот кој својот живот го даде за Македонија. Тој бил убиен на денешен ден во 1903 година од турската војска во селото Баница на пат кон Сер. Порече се 120 години од неговата смрт, денес Делчев е херој за кој преговараат македонските и бугарските власти. Се договараат околу тоа дали бил македонец или бугар, иако неговата борба била за автономна, слободна и независна Македонија. Додека Бугарија уценува македонскиот премиер Зоран Заев со својата реторика, само ги влошуваше позициите на Македонија во овие преговори, го прогласи Делчев и за бугарски покрај македонски херои. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Одличен мегдан е нашиот историски, заеднички јунак Гоце Делчев. Да го немаше Гоце, требаше да го измислиме за да биде мост на пријателство помеѓу двете земји. По неговата смртна иницијатива на началникот на сирскиот гарнизон Тефиков била дадена наредба неговото тело да се однесе во сирската општина и таму да се погреба, но и од Солун била испратена заповед телото на Делчев да се врати во селото Баница и таму да биде погребан. 3 години подосна моштите на Делчев биле откопани од страна на неговиот соборец Михаил Чаков и ставени во олтарот на црквата во селото Баница, а во 1970 година тој само иницијативно ги пренел во Софија, ги чувал во неговиот дом до 1923 година. По ослободувањето на Македонија, моштите на Гоце Делчев биле ставени во специјален резбан саркофаг на кој била испишана пораката: го заколнуваме поколението овие свети коски да се однесат во пресловнината на слободна и независна Македонија, а нив ги презела Илинденската организација. Потоа со останките бил изложен во црквата Света Недела во Софија. Илинденската организација во Софија повеќе од четврт век ги чувала моштите на Делчев се до октомври 1946 година. Тогаш во договор меѓу македонската и бугарската власт моштите на великанот тргнале на патешествие од Софија кон Скопје на 10 октомври пред 74 години во црквата Свети Спас со сите државни почести и пред повеќе илјади граѓани од цела Македонија биле положени моштите на најстокнатиот македонски револуционер, а при нивното праќање кон Скопје бугарските медиуми тогаш напишаа: од сега па натаму ќе почива во Скопје, главниот град на земјата, за која тој го даде животот. Визионерот кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш во семејството на Султана и Никола.